студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележа денот. Утре обвинение за трагедијата во Кочани. Премиерот вели дека обвинителството има целосно одврзани раце да постапува против секого. 109 повици од семејствата до владината отворена линија. Наместо Радев, во Хаг ќе патува бугарскиот премиер Желјасков. Неизвестно е дали ќе се сретне со председателката Силјановска. Една изборна ќе добие подршка откако ќе се вметне правото на диаспората да гласа. Пропадна денешниот обид на ЛДП. Авион со 242 лица се урна при полетувањето во Индија. Овие вести во живо за очекуваното обвинение за трагедијата во Кочани известува Мартин Арсов. Останете со нас, почнуваме. По неполни 3 месеци од трагедијата во Кочани, обвинителството утре ќе покрене обвинение за пожарот во кој загина 62 лица. Од 47 осомничени за тешки дела против општата сигурност, за сега не е познато колку мина ќе се најдат на обвинителна клупа. Додека истрагата за 14 полициски службеници се уште трае. Премиерот Мицковски вели дека обвинителите имаат одврзани раце, но опозицијата обвинува дека се штитат вистинските виновници. Во истрагата се испрашани над 400 сведоци, а меѓу осомничените се поранешни актуелни функционери. Мартин Арсов и известува. Мартин, што знаеме и што може да се очекува од утрешното обвинение? Така е, Цаци, обвинителството утре ќе покрене обвинение за пожарот во кочанската дискотека Пулс, како што кажа државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски на последниот брифинг со новинарите. Како што кажа и ти, со истрагата опфатени се 47 лица, вклучувајќи го и собственикот на агенцијата за обезбедување Александар Нацев, кој што е на списокот осомничени од пред 3 дена. А колку мина од нив ќе седнат на обвинителна клупа, ќе се знае многу брзо. Паралелно со ова тече и истрагата за 14 полициски службеници, за нив се уште се прибираат докази. Оваа истрага ја води обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Во меѓувреме, опозицијата и денеска критикува. Од СДСМ велат дека власта ги штити вистинските виновници, а истрагата се затвора без во неа да биде опфатен ниту еден актуелен функционер. Премиерот Мицковски пак вели дека обвинителството има одврзани раце и тој практично се воздржа од коментирање или возвраќање на ваквите прозивки од опозицијата, велејќи дека тоа може да се толкува како притисок врз правосудните органи. Еве ги сите детали. По неполни 3 месеци од трагедијата, обвинителството утре ќе покрене обвинение за пожарот во Кочани. Во истрагата за тешки дела против општата сигурност се гонеа 47 лица, но за колку мина од нив ќе биде поведен обвинителен акт, за сега е непознато. Паралелно продолжува истрагата против 14 полициски службеници, за кои се уште се прибираат докази. Премиерот Мицковски денеска изјави дека обвинителството има одврзани раце, а тој ќе се воздржи и нема да одговара на прозивките од опозицијата. Бидејќи, како што рече, тоа може да се протолкува како притисок врз правосудните органи. Јас сум многу внимателен кога станува збор за истрагата за случајот во Кочани и цело време зборувам само за една работа. Обвинителството има одврзани раце да прави се што мисли дека е поврзано со тој случај. Ама буквално се. И колку повеќе политички пораки испраќаме, тоа може да се чувствува како притисок, затоа се обидувам да молчам. Еве, трпам се, ме обвинуваат од опозицијата. Нека бидат тие некрофили, еве јас на мој грб нека се сведе све. Само обвинителството нека си ја заврши својата работа без да имаме политички пораки. Во меѓувреме од СДСМ и денеска на пресконференција обвинија дека власта ги штити вистинските виновници за Кочани. Додека родителите плачат, а државата треба да донесе правда, директните виновници се штитат од истрагата. 3 месеци по трагедијата, нема вина, нема одговорност за оние кои ако делувале вечерта, трагедијата ќе била спречена. Вистинските виновници се уште се на слобода. Началници, инспектори, министри, сите тие кои требало да спречат, се штитат во истрагата. Истрагата се затвора без ниеден обвинет актуелен функционер. Последен на списокот осомничени за трагедијата е Александар Нацев, собственик на агенцијата која ја обезбедувала дискотеката. Немала склучено договор за обезбедување, работела без безбедносна проценка и дозволила влез на малолетници,
Кочанскиот суд веќе му определи мерка притвор од 30 дена. Од обвинителството во текот на целата истрага велат дека во зависност од обезбедените докази може да бидат опфатени и други лица. Сега се гонат поранешни и актуелни министри, градоначалници и директори. Извршени се распити на околу 400 сведоци и оштетени. Во пожарот во дискотеката Пулс загинаа 62 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Мартин Арсов, Сител телевизија. За само 3 дена 109 граѓани ја искористиле телефонската линија отворена за повредените и нивните семејства, која е во директна комуникација со канцеларијата на премиерот. Од владата велат дека тоа е доказ дека мерката дава резултати и покажува отвореност за предлози и идеи. Дополнително за повредените кои се во стабилна состојба, но имаат потреба од медицинска и психолошка поддршка, организирана е рехабилитација во Пониква што ќе трае до крајот на август. За 3 дена над 100 од повредените во Кочанската трагедија и нивни семејства ја контактирале владата и кажале што им треба во процесот на опоравување. На телефонскиот број кој е во директна комуникација со канцеларијата на премиерот. Дел од нив побарале пулмолози да доаѓаат во Кочани, наместо повредените да одат на контроли во Скопје. Други посочиле на можноста неопходните масти и завои да ги има во болницата, а не да се шетаат и да ги бараат по аптеките. Кога ги примаме ние таквите, да речеме, предлози кои што ги имаат пациентите, веднаш ги проследуваме до здравствените власти за тие да најдат механизам дали е возможно да се пренесат и опремата, но и пулмолозите да бидат достапни во Качанската болница за да го скратиме тој временски период. Најголем број од оние предлози и барања кои што ги добиваме се однесуваат на дополнителна здравствена грижа која што или во моментот им е потребна или ќе им биде потребна можеби во следниот период. Од утре почнува и реконструкцијата во Кочанската болница која ќе стартува со одделението за физикална терапија. А лекарски тимови ги прават и последните подготовки за одењето на Пониква. Првата група која што ќе стартува се повредените кои што веќе обавуваат физикална терапија во Штипската и во Кочанската болница. Исто така ќе имаме и пациенти кои што имале само изолирана инхалаторна повреда, нема да изоставиме никој, значи ќе бидат комуницирани сите пациенти, ќе им биде понудено на сите, значи и ќе ги добиеме значи нивните желби и можности за како би сакале да се одвива физикалната терапија. Речиси се завршени и прегледите на сите кои беа повредени во пожарот. И според лекарските проценки се поделени во 5 групи според степенот на повреди. Кај пациентите, освен изгореници, имавме пациенти и со инхалаторна повреда, како и го земаме моментот со психолошката траума. Пациентите според класификацијата и групите, тие пациенти што се во 4-та и во 5-та група, очекуваме дека дефинитивно ќе им биде потребно продолжено лекување, а кај дел од нив и оперативен хируршки третман. Особено се однесува на пациентите што се во 5-та група. Во моментот на физикална терапија во Кочанската болница одат 45 од повредените. 3 месеци по трагедијата, 5 пациенти се уште се на лекување во странство. Сања Димитровска, Сител телевизија. Наместо Радев, во Хаг ќе патува бугарскиот премиер Желјасков. Неизвестно е дали ќе се сретне со претседателката Силјановска. Една изборна ќе добие поддршка откако ќе се вметне правото на диаспората да гласа. Пропадна денешниот обид на ЛДП. На самитот на НАТО во Хаг нема да има средба меѓу претседателите на Македонија и Бугарија, откако стана јасно дека Румен Радев нема да присуствува. Наместо него Софија ќе ја представува премиерот Желјасков. Останува неизвестно дали тој ќе има средба со македонската претседателка Силјановска Давкова. Премиерот Мицковски вели дека секоја иницијатива за диалог треба да се прифати. На самитот на НАТО нема да има средба на претседателско ниво помеѓу Македонија и Бугарија. Во Хаг наместо претседателот Румен Радев, представник на официјална Софија, ќе биде премиерот Росен Желјасков, а од македонската страна веќе е потврдено присуството на претседателката Силјановска Давкова. Но се уште е неизвестно дали ќе има средба помеѓу нив двајца. Премиерот Мицковски денеска истакна дека доколку има било каква иницијатива за средба меѓу македонската претседателка и бугарскиот премиер, и тоа треба да се прифати, за да се покаже проактивност. За ова ќе разговарал и со претседателката. Председателот на Европскиот совет даде предлог. Ние го прифативме тој предлог. Одма, веднаш, без дилема, да се седне помеѓу двајцата претседатели, фасилитирано од страна на Европската унија,
за време на настан во кој што сме рамноправни, едните и другите. На тој состанок имаше идеја да присуствува и генералниот секретар утре, представници од американската администрација и да ги скрстиме аргументите. Сега таму гледаме една екзибиција, можеби е таков начинот на функционирање на бугарската политичка сцена. Во Вашингтон, на самитот во Вашингтон, присутен беше премиерот, каде што бев јас присутен. Логично е да ротираат председателот и премиерот, барем таква е праксата. Мицкоски вчера рече дека кочницата од Бугарија за Македонија на патот кон членството во ЕУ не е внесување на бугарите во уставот, туку бугарските барања се обид да се создаде нова македонска нација која користи нов македонски јазик, кој почива на бугарски корени. Токму гласањето за предлог извештајот за напредокот на Македонија, кое беше одложено за 24 јуни, е последната причина за заострување на политичката реторика помеѓу двете соседни земји. Откако известувачот Вајц потврди дека трпи бугарски притисоци и опозицијскиот лидер Филипче побара официјална Софија, јасно да каже дали уставните измени ќе бидат последното нивно барање. Самитот на НАТО ќе се одржи на 24 и 25 јуни во Хаг, а присутни ќе бидат сите челници на ЕУ и Алијансата. Александар Динев, Сител телевизија. Собранието денеска не даде зелено светло за предлогот на ЛДП Македонија да биде една изборна единица. Предлогот според премиерот ќе биде поддржан од мнозинството кога и диаспората ќе добие право на глас. Предлогот на ЛДП за воведување на една изборна единица не ја доби потребната поддршка од пратениците. Со 19 гласа за пропадна обидот за менување на изборниот законник со кој Македонија би станала една изборна единица. За предлагачот Моника Зајкова 6 изборни единици представуваат уставна неправда и ова е можност да се обезбеди еднаква вредност на гласот без разлика на географската распределба. Не е фер гласовите на околу 30 до 40.000 граѓани да одат во вода само заради изборниот модел. Ова не е само политичка неправда, туку и уставна повреда на начелото за еднаквост на гласот. Постојниот модел со 6 изборни единици создава дисторзии во представувањето. Овозможува партиските врвови да одредуваат кои ќе бидат пратеници, советници, додека граѓаните имаат улога само на неми статисти. Владеачкото мнозинство дава поддршка да се промени ваквиот модел со 6 изборни единици, но само доколку добие право да учествува и диаспората. Премиерот Мицкоски потврди дека ВМРО ДПМН нема никаков проблем да поддржи една изборна единица ако се исполни ваквиот услов. Нема поголемо демократско право од тоа диаспората да учествува во изборен процес. Се разбира во рамките на парламентарните и претседателски избори. Ние сме за тоа да имаме една изборна единица и да може тие да учествуваат во таков еден изборен процес, да немаме трошоци, да немаме повеќе изборни единици, да имаме една и да се влеваат сите практично гласови во една изборна единица и на резидентното население, но и на онаа диаспора која што ќе сака да учествува. Неодамни опозицијскиот лидер Филипче најави дека поддржуваат една изборна единица, но бараат дебата и за цензусот и за отворените листи. За помалите партии ова е шанса да го добијат својот глас на парламентарните или преку отворени советнички листи на локалните избори. Албанските партии се уште тактизираат. Зависно дали се на власт или опозиција, досега предлага од 3 до 8 изборни единици, наместо сегашниот изборен модел со 6 изборни единици. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Одговори на интерпелацијата поднесена од ДУИ. Има ли пристрасност кај него и другите судии во однос на законот за езиците? До кога судот ќе постапува со едно испразнето столче? Тема на денот во 19 со председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Со дигитални алатки против корупцијата, МВР и БЈБ подготвуваат веб платформа преку која полициски службеници и граѓани ќе можат анонимно да пријавуваат коруптивни действија во полицијата, но и во другите институции. Целта е јасна, ако нема на кого да му дадеш подкуп, нема ни корупција. Веќе се бележат резултати преку дигиталните системи на граничните премини, каде се фатени лица барани и со години.
Корупцијата во полицијата, но и во институциите ќе се решава преку дигитализација. Ако нема на кого да дадеш подкуп, нема ни да постои корупција. МВР и БЈБ работат на веб страница каде што полициските службеници ќе можат јавно или анонимно да пријавуваат коруптивни дејствија во министерството, полициските станици, но и за началници и мокници. Граѓаните пак ќе може да прикачуваат фотографии, да пишуваат пријави за корупција на кои сведочеле. Бидејќи постои можност да има секакви пријави, полицијата ќе ги селектира. Доколку некоја пријава не е во надлежност на МВР, тие ќе бидат распоредени до други соодветни институции. Кога нема да зависи одредена одлука или одредена процедура од човечкиот фактор, кога нема да има повеќе човечкиот фактор да одлучува дали тој предмет ќе му даде приоритет или ќе го чува во фиока и нема кој да го види, ако не му текне неговиот надреден или подреден, тогаш верувајте дека дигитализацијата ни е едно од основните алатки каде што сето тоа ќе го минимизираме. Целта на кампањата, според експертката за антикорупција и перење пари Мојца Кузмички, е граѓаните да не се плашат и да се ухрабрат да пријавуваат корупција. Важно е да се истакне дека постојат конкретни канали за пријавување сомнежи за корупција, вклучително и во полицијата, царинската управа, финансиската полиција и други институции. Кампањата ќе се спроведува преку каналите на социјалните мрежи, на проектот и на Министерството за внатрешни работи, како и преку медиумите во нашата земја, а исто така и со поддршка на влијателни јавни личности во Северна Македонија, кои ќе помогнат во ширењето на пораката. Преку дигитализацијата на граничните премени пак, според директорот на Бирото за јавна безбедност, полицијата веќе бележи конкретни резултати. Фатени се лица за кои со години се трагало, некои од нив барани со меѓународна потерница. Дигитализираните системи за автоматска проверка на документи, според податоците на МВР, овозможиле побрза идентификација на осомничени и бегалци, кои со класичните методи лесно поминувале незабележано. Тамара Дичаска, Сител телевизија. Невладиниот сектор алармира, не сопира праксата на носење закони по скратена постапка без доволна антикорупцијска проверка. Само лани 1/3 од законите биле предложени од пратеници и без проценка на влијанието за оваа регулатива. Пратениците носат закони по скратена постапка за да се задоволат апетитите на политичките гарнитури, нотира невладиниот сектор. Поради ваквите состојби, оттаму велат дека собранието треба да започне со креирање на механизми со кои ќе се врши антикорупцијска проценка на регулативата која што тие ја предлагаат. Согласно достапните информации на страната на собрание, гледаме дека во 2024 година од скупно доставени закони во собрание 314, 105 се на предлог на пратениците. Тоа значи дека 105 предлог на закони не биле предмет на проценка на влијание на регулативата, а уште помалку на антикорупцијска проверка на легислативата. Од почетокот на 2025 година, носењето на закони по скратена постапка станува позачестена пракса. Па така, според статистиката на невладиниот сектор, во јануариот вкупно 14 доставени закони и исто толку се донесени по скратена постапка. Февруариот вкупно 15, 14 се донесени по скратена постапка. Ситуацијата не е поразлична ниту во март и април, каде од 24 предлог закони, вкупно 22 се донесени по скратена постапка, односно 13 доставени, 9 се донесени по скратена постапка. Собранието во континуитет го користи механизмот на скратена постапка за да носи закони кои што може да се толкува дека се потерк на одредена политичка гарнитура, односно политички апетити. Од тука не треба да не зачуди констатацијата на граѓаните, односно нивната перцепција согласно извештајот за проценка на корупција од 2023 година, каде што за граѓаните, речиси 80% од граѓаните, пратениците се едни од најкорумпираните професии во државата. Од Институтот за демократија нотираат дека нема ниту доволно надзорни расправи во собранието. Секој коруптивен инцидент заслужува меѓу другото и надзорна расправа. Што повеќе надзорни расправи видиме, за што повеќе случаи, тоа е подобар, да речам, подобра оценка би дал за работата на собранието. Габриела Лескова, Сител телевизија.
По првата година од владината програма исполнети се 13% од ветувањата или вкупно 18, додека 37% или 51 ветување се во насока на исполнување, говорат податоците од едногодишното истражување на Finance Think и партнерите. Следена е реализацијата на вкупно 139 ветувања распоредени во 5 приоритетни области: социоекономија, образование, здравство, млади и родова еднаквост. Најголем напредок е постигнат во областа на образованието, каде 24% од ветувањата се исполнети, а 70% се во тек. Зад него следат социоекономските политики и политиките за млади со по 9% реализирани ветувања. Реализацијата во здравството има поумерена динамика. 3 ветувања се реализирани и 5 во насока на исполнување. Најмал прогрес е забележан во областа на родовата еднаквост, каде што нема ниту едно активно или реализирано ветување. Од Finance Think велат дека иако бројот на целосно исполнети ветувања е релативно мал, мерките кои се во насока на исполнување се задоволителни. Според нив, особено внимание треба да се посвети на ветувањата чие реализирање започна позитивно до крајот на 2024, но покажуваат ризици од отстапување во првиот квартал на 2025, како што се стапката на инфлација и поголемата наплата на средствата во државниот буџет. Според истражувањето на граѓанскиот сектор спроведено последнава година, 80% од граѓаните бараат отворање на нови работни места, подобрување на јавните услуги и повеќе слободни места во детските градинки. Формата Компас ја следи реализацијата на вкупно 139 ветувања во 5 области: социоекономски, образование, здравство, млади и жени. Вкупниот напредок за првата година од вкупните ветувања до сега се целосно реализирани 18 мерки или 13%, додека 51 мерка или 37% се во насока на реализација. Услугите за грижа на стари лица и деца, како што се старски домови и детски градинки, се оценети како недоволно достапни, а често се појавуваат и како скапи, додека квалитетот на патната инфраструктура и јавниот транспорт се оценети со најлош квалитет. Истовремено највисока поддршка добиваат мерките кои што се во насока на отворање нови работни места, капитални инвестиции и проширување на капацитети за детска градинка. Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија денеска едногласно го избра игуменот Георгиј за нов митрополит на Дебарско-Кечевската епархија. Одлуката доаѓа од како оваа епархија остана без поглавар по смртта на митрополитот Тимотеј во ноември минатата година. Игуменот Георгиј, кој до неодамна беше декан на Богословскиот факултет, се замонаши на 27 мај, на 28 беше ракоположен за јеродјакон, а на 29 за јеромонах. На празникот Педесетница беше произведен и за игумен од страна на архиепископот господин Стефан. Со денешната одлука тој презема духовната и административна одговорност над една од најзначајните епархии на МПЦО, која опфаќа дел од Западна Македонија, вклучително и Охрид и Кичево. Изборот беше направен со просто мнозинство, но според информациите од синодот сите 12 владици гласале за, што го прави изборот на Георгиј целосно консензуален. На прашањето по седницата на синодот, како синодот ги коментирал неодамнишните народни собири во вид на протести на повеќе места низ земјава со цел давање поддршка на епископот Партени во трката за митрополит Дебарско-Кичевски, владиката Климент Куса одговори дека на денешната седница воопшто не се разговарало за овие теми. Раководен од Светиот Дух, Светиот архиерејски синод, едногласно и еднодушно го избра неговото високо преподобие, архимандритот господин Георги Ѓорѓевски, за митрополит на Дебарско-Кечевската епархија при Македонската православна црква Охридска архиепископија. Достоен. Наречението на новоизбраниот митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши на 12 јули 2025 година на Петровден во храмот Свети Климент Охридски Свети Пантелеймон на Плаушник, а епископската хиротонија и интронизација за митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши на 13 јули 2025 година на Павловден во соборниот храм на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид.
Голем пожар кој избувна денеска напладне во округот на поранишната депонија Вардариште предизвика прекин во снабдувањето со електрична енергија за околу 47.000 корисници во Скопје. Од Ева на Македонија соопштија дека нивни екипи веднаш реагирале на барање на противпожарната бригада и превентивно ги исклучиле од напон трафостаниците Скопје 4 аеродром и Скопје 4 исток. Поради голем пожар во депонијата Вардариште, а по барање на противпожарната бригада, екипите на електродистрибуција веднаш интервенираа на терен и ги исклучи од напон наведените трафостаници. Во овој момент, околу 14 часот, 47.000 корисници беа без снабдување со електрична енергија, соопштија од електродистрибуција. Околу 15 часот и 30 минути снабдувањето со електрична енергија беше нормализирано во целиот град. Од Центарот за управување со кризи потврдија дека пожарот избувнал околу 12 часот, зафатил голема површина со сува трева и отпаден материјал во округот на Вардариште. Во гаснењето биле вклучени 7 противпожарни возила и околу 20 пожарникари, а надлежните служби апелираат граѓаните да се воздржат од движење во близина на местото на пожари.